Господине, извинете, смеам да прашам што правите? Јадам брза храна, усади не знам се ниш, пушам цигаре и пијам ракија. Добро, зашто тоа го правите на улица? Па слушам муаве дека овој директорот на фондот за здравство кажал дека може ќе се зголемат акцизите на горивото, алкохолот, цигарите, брзата храна и си реков додека не се покачиле цените, пивни си, јади си, пуши си, после ќе се ставиме на диета и така. Папата Лав 14 повика на еднодневно божикно примирие низ целиот свет, но изрази жалење дека Русија го отфрлила барањето за примирие. Путин обично бара примирие за Великден, така што не му се совпаѓаат термините со папата. А мене многу ми е јако и муабетот со примирие, што се демек на војниците ќе им кажеш момци, ајде утре одморите, од заутре па на гинење. Македонија се најде на 41-то место на најсилните пасоши во светот. Па не сме лоши. Добро, ама не сме ни нешто сјајни. Пред нас се Грција, Словенија, Бугарија, Хрватска, Србија. Да, ама позади нас Албанија, Косово, Црна Гора, Босна и Херцеговина. Така што ние сме една златна балканска средина. Сите африканци би се потепале за нашиот пасош, затоа треба да си горд и среќен што го имаш нашиот македонски пашапорт. Струјата по нова година ќе поскапи од 57 до 900 денари и ефтината струја исто така ќе поскапи. Многу ми е гајле тоа, маш ми нека му ја мисли. Зошто машви? Заради тоа што он ја плаќа струјата, а јас плаќам кабелска телевизија и вода. Министерката на Албанија за Европа и надворешна политика Спиро Пали при посета на Македонија рече дека според последниот попис во Македонија 33% од населението се албанци. Па не се 33%, него се 24%. Да, ама таа кажа 33%. Јас викам за мене дека сум Моника Белучи, па сите чудно ме гледаат. Владата ќе набави 100 нови амбулантни возила во вредност од 7,5 милиони евра. И алал да е на владата, ама нас не бива. Не бива. Зошто? Глеј што ми се случи вчера. Што? Се враќам од работа 3:30, шпиц, гужва, вака, усред центар на град, кај што има две ленти и една цурица од 30 години се паркирала на страна, си запалила 4 жмигавци и си куцка порак. И ја и викам, демек со мимики, што правиш тука, што? И она ми прави вака, демек не збори, бркај си работа. Страшно сме некултурни, страшно. Али мислам и младите се отидени у офсит. Господине, добар ви ден. Добар ден, среќна нова 2026 година. Фала На многу. вашите гледачи и на вас ви посакувам многу здравје, љубов, пари, среќа и така натаму. Исто така и јас на вас. Кај ќе одите за нова година? Јас се уште немам план, вие каде ќе одите? Дома со сармички, од лозов лист, постни сармички. На здравје да ви бидат срмичките и убаво да си поминете. Дали може сега да ви поставиме неколку прашања? Може. Вака, господине, пред 15 години во Македонија имало над милион овци. Сега има 700.000 овци. Добро, и што е сега прашањево? Сакаш да кажеш дека и овците си бегаат од Македонија? Не, сакам да кажам дека има се помалку овчари, аналогно на тоа и бројот на овци се намалува. Сега ми доаѓа вака да кажам. Кога пастири нема, и трлото се намалува. Но, добро кажано. Моментот, Да. само една секунда, тефтерче. Јас сум поет. Аха. Поета сум ја. И кога нешто паметно ќе ми текне, си запишувам и еден ден ќе објавам книга, збирка поезија, ќе се збогатам. Кога пастири нема и трлото се ретчи. Овака е многу убаво кажа, се ретчи. Убаво. Запишавте? Запиш. Добро. Имаме нова државна обвинителка? Анита. Да. Сега вака нешто ми доаѓа, пак поетски. Поета сум, што да правам сега? Љупчо, бај, Анита нова обвинителка ќе направи рај. Моментот да си запишам. Запишете да не ви избега мислата. Много е добро. Запишете, ето така. Љупчо, бај. Анита нова обвинителка, рај. Прекрасно. Бугарија ни понуди помош во мазут, а ние тоа отмено го одбивме. Рековме, фала, не треба, ако вас ви треба мазут, ние тука сме, ќе ви дадем.
Што има оние на нас да ни даваат мазут? Еве, што има? Денес ќе ти даде мазут, утре ќе ти тврди дека Гоце не е наш, туку дека е нивен. Ако треба и струја да немаме, само Гоце да си остане наш. И ова е јако. Ако треба и струја да немаме, само Гоце да си остане наш. Ја ти гарантирам, ако вака продужам со запишување на моите мудри мисли, еден ден ќе добијам златен венец на Струшките вечери на поезијата. Дефинитивно. Еден ден венец не ти гине. Не ви гине венец,